Мислам дека Врховниот суд ја презема надлежноста на Законодавно-правната комисија во Собранието. Или обратно, ако кажеме, Законодавно-правна комисија во Собрание доби опасен конкурент, би рекла, за уривање на правниот систем во Врховниот суд. Тука се разликувате со госпоѓа Ристова, бидејќи таа вели дека има право да носи Врховниот суд. Дозволете. Зошто велам дека доби конкурент? Затоа што она што е објавено на веб страната на Врховниот суд и она што е донесено под назив начелно правно мислење, воопшто не е тоа. Значи, насловот и содржината се разидуваат во случајов. Судијата има право, они имаат право по закон да носат начелни правни мислења, не право, они имаат обврска по устав да усогласуваат судска пракса. Ова што е објавено е срам за Врховниот суд, затоа што ова воопшто не е нешто што води во функција на воедначување на судска практика. Ние немаме и во предлозите, ја слушнавме изјавата на адвокатот. Адвокатот може да биде креативен во судница, меѓутоа треба да бидеме честни доколку врши јавна функција. Значи, во иницијативите од адвокатите немате ниту еден лист, аргумент во прилог на тоа дека имаме некаква невоедначена пракса, па сега да речеме ово е патот по кој што треба да оди. Затоа тврдам дека ова што е објавено на веб страната на Врховниот суд не ги задоволува ниеден критериум на начелен став, начелно правно мислење. Ниту од аспект на иницијативата, ниту рефератот што е поднесен, ниту од аспект на донесеното едната реченица која што е сама по себе прилично, би рекла, контрадикторна и спротивна на закон. Затоа велам дека не се разидуваме, меѓутоа е опасен конкурент на Законодавно-правна комисија. Кога имате проблем со толкување на закон, ќе се обратите во Собранието. Адвокатите многу добро го знаат, меѓутоа има лукративни причини зашто се обратиле до Врховниот суд. Знаете што е прилично сериозно? Сериозно е тоа што начелните ставови, начелните правни мислења се задолжителни за советите на Врховниот суд. Ова е нешто на што судиите во Врховниот суд не смеа да се придржуваат ако сакаат да го заштитат владењето на правото. Бидејќи ова не е нешто кое што смее да произведе правни последици. Ако гласале 17:2, мислам дека е нереално да очекуваме дека нема да се придржуваат. Значи, јас не можеме да навлеземе кои биле нивните причини за гласање 17:2. Ева, вие го кажувате, ова него ни знаев, страшно е што ме така. Знаете, не станувате судија тоа што ќе ви избере судски совет. Судијата треба да има интегритет и треба за тоа што ќе гласа да знае дека произведе определени правни последици, па и по него. Знаете, ја не сум изненадена од постапките на Врховен суд. Ние имавме и предходно постапки таргетирани кон СЈ. Дека таргет, ама кон СЈ. Но секогаш имаше тесно мнозинство, имаше битка внатрешна и на крај некако се чинеше дека сепак победуваше уставно кажано една прогресивна струја внатре во Врховниот суд. Но сега ова е фрапирачки, 17:2. Голем срам за Врховниот суд е ова што се случува. Значи голем срам, особено ако земе предвид, велам, имаше барање од СЈ да се иземе претседателот на Врховен суд, бидејќи беше спомнат во бомбите. Знаете, кумството е едно, колегијалноста е друго, адвокатската колегијалност е трето, но ова што се случи е нешто што мислам дека не смееше да се случи и ќе го користиме како антипрактикум. Како не треба да изгледа, зошто го велам ова? Само ако дозволите. Затоа што и адвокатите во иницијативата, во насловот велат, бараме став за воедначување на судска практика. Никнека во текстот на двете иницијативи немаме еден збор за невоедначена, ни еден аргумент, ни еден збор нема зошто е невоедначена судската практика. И во кој предмет? И во кој предмет, каде е тоа?